بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала, створителот на небесата и земјата. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот суннет, неговиот правец се до судниот ден. Почитувани браќа и сестри, денеска во името на Аллах субханаху ва таала ќе почнеме со една друга тематика, а тоа е исто врзано со тематиката што зборувавме претходно. Откако што завршивме за прописите за водата, па потоа прописи на абдесот детално објаснуваме за условите на абдесот, па потоа формата, фарзовите и све детално е објаснато во претходните дерсови. Денеска ќе почнеме за прописи за триењето или месхот по местеви, турбан и завој, или пак гипс, или потоа ќе земиме исто за триење на шамиите, за жените. Ќе се објасни све детално, затоа во оваа тематика можда ќе застанеме малку подолго, не само колку што е ова на книгата, затоа што на книгата е кратко објаснато. Најглавните работи се спомнати овде, но имат за месхот, затоа секогаш ние се прашуваме уште за месхот. Уште оđите се прашват за месхот. И ние кога ќе завршиме овие теми и овие месели, ќе збориме малку по-детално и ќе објасниме, и иншаллаху таала немат после потреба веќе да се прашват за тие работи. Ќе објасниме дали е дозволено да се земит месх над кондури, над патики, над слаби чорапи, прозирни чорапи, а што го расипвит местот, кога се расипвит местот, па потоа ќе објасниме ако облеквиш на пример чорап на чорап, за кого важит месот, за првиот, за вториот. Све овие ќе бидат понатаму детално објаснати, затоа што оваа вера, како што знаете, Аллах субханаху ва таала, оваа вера ја има спуштено за да му е лесно на луѓето. Аллах субханаху ва таала ја посакува леснината за луѓето. Не сака да Аллах субханаху ва таала товар за луѓето или пак да му биде тешко. Затоа и се дојдени прописите за месхот. Зашто Аллах субханаху ва таала што вели: юриду Аллаху бикумул юсра вала юриду бикумул усра. Аллах субханаху ва таала за вас ја посакува она што е полесно. Не сака да Аллах субханаху ва таала да ве товари и да ви биде вас мачно, да се мачите. И затоа човекот кога земи абдес, можда зимно време, имат потреба, му е ладно, имат потреба да облеквит нешто што го заштитит од студот. И ќе облеквит чорапи, ќе облеквит кожни чорапи, уште подебели. И ако беше секогаш ние да ги изваиме тие чорапи или пак порано врзе и овие турбани, маживе порано држе турбани. И турбанот да го одврзиш и да го врзиш пак, тоа е тешко и мачно е, и затоа се дојдени прописите за месхот. Затоа што Аллах субханаху ва таала вели: ла юкеллифу Аллаху нефсен илла ус'аха. Аллах не го товарит на еден човек освен колку што имаат могушност. Велит Аллах субханаху ва таала исто: феттакуллаха мастатa'тум. Плашете му се на Аллах колку што имате могушност, колку што можете. Треба да се обвидвиш колку што можеш да го направиш ибадетот на исправна форма, најкомплетна
форма. И Аллах субхану таала затоа го има донесени овие прописи. Но нормално пред да влегвиме во темата, треба да се знае дефиниција на месхот или триење на чорапи или кожни чорапи, затоа што триењето или месхот во времето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем е дојдено за кожни чорапи, не за чорапите што ги држиме или ги облеквиме ние сега. Тогашно немаше вакви чорапи, памбучни или други од волна или било кој друг материјал. Немаше тогаш. Тогаш беше само чорап од кожа. Но потоа учењаците ги вклучиле сите оние што му сличат на кожните чорапи. Направи пијас. Ги изедначиле во прописот. Прво, дефиниција на месхот по јазична смисла, затоа што овде не пише по јазична смисла. Месх, прво зборот месх, ал-хуфейн, овде објасни што значи хуф, што значи кожа, чорап од кожа. Него не објасни што значи месх. Месх по јазична смисла поминување со раката врз нешто. Да поминувиш со раката врз нешто. Например, на масата, да му поминувиш со раката, ова на арапски јазик се е месх. Ова на арапски јазик е месх. Например, со раката да поминувиш врз нештото. Добро. Во ова тематика што се посакува со месхот? Овде означува поминување со водена рака врз местви или местеви. Поминување со водена рака врз местеви или врз чорапи. Ова е зборот месх, што значи по јазична смисла. Добро, што значи поимот хуф или мества? Мества означува она што се облекува врз ногата изработено од кожа. Она што се облекува врз ногата изработено од кожа. Изработено од кожа. Ова е хуф. После, како што кажав, дека учењаците ги вклучиле после и другите чорапи, од волна или од бил друг чист материјал. Него во времето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем какви беа чорапите? Какви беа? Од кожа. Немаше од волна, немаше од другите материјали. Добро. Кој е прописот за триењето месхот по местевите и доказите за тоа? Значи, месхот или триењето на чорапите е потврдено со суннет, со зборот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем и со консензус, иџма на учењаците на Ахлу сунна вал џамаа. Но некои учењаци веле дека месхот на чорапите е потврдено и со Куран. Месхот на чорапите е потврдено и со Куран, и тоа во сура Маида, ајетот за абдесот, каде што Аллах субханаху ва таала што вели? يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. Allah subhanahu wa ta'ala што вели? Овие што верувате, кога се дигнувате за намазот, тогаш измијте ги вашите лица и рацете заедно со лактовите, Зашто можда негде ќе го најдете преведено до лактовите. Ова е грешка. Преведено до лактовите. Што значи до овде? Не влегве лактовите, а лактовите мора да се вклучат во абдесот. Затоа заедно со лактовите и истрите по вашите глави и измијте ги вашите нозе. Сега овде во кираетот што ние го читаме во Хафс Анасим, овде е дојдено во арджулакум и вашите нозе измијте ги заедно со членките. Но ако го читаме овој ајет во арджулакум, посебно овој збор во арджулакум, ако го читаме со друг ривајет, со друг кирает, од кираети потврдувани што се, ако го читаме во арджулакум, наместо со фетха го читаме во арджуликум со кесра и истрите
по вашите глави, истрите ги вашите глави со вода и по вашите, што? Нозе. Но, учењаците што велат, ако истриме, ако е обавеза да ние да земиме, кога земиме месх исто, дека е дозволено или е пак потврдено со Куранот, како треба да земиме? Зашто ако го читаме со кесар и истрите по вашите нозе, со чорапи или без чорапи? Не, без чорапи смеш место да земиш? Кој го имат пропис без чорапи дека е дозволено да земет месо? Само шиите. Тие нешто прават, тие не го дозволуваат месот на чорапи, го дозволуваат месот на ногата без чорап. Ова е спротивно. Затоа што сите што го пренесвет месот на чорапи од пратеникот салаллаху алейхи ве селем, сите го пренесуваат дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем земал мес над чорапи или пак кожни чорапи. Никој не го пренесвит месот или триењето по местеви од пратеникот салаллаху алейхи ве селем дека тој земал мес на ногата без чорап. И шиите го прават ова. Шиите земаат мес на ногата без чорап. На ногата без чорап. Ова е спротивно од суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Значи месот е потврдуван исто и со Куран. Во сура Маида. Ако го читаме со кесар, нормално ние го читаме со фетха, во кираетот на Хафса на Асим го читаме со фетха, но се читат исто е потврдувано и со кесра, но не значи тоа дека треба да земиш мес над над кожата, без чорап. Туку мора да е со чорапи или пак кожен чорапи од кожа. Добро, од суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, многу хадиси зборуваат за месхот. Многу хадиси. Значи има е стигнато до степен на телатур. Хадис мутаватир. Што значи хадис мутаватир? Кои го пренесуваат голем број на пренесувачи од асхабите, табиините во сите генерации. Значи го пренесват голем број на пренесувачи. Што не може тие да се согласуваат во лага. Значи не може сите да се согласуваат. Тоа немој да биде асхабите да се согласуваат на лага, нема шанси. Зашто асхабите не му прави чеф на никого или пак да лажат за пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Затоа кога праша на Зубейр ибн Ауам, зашто не пренесвиш ти толку хадиси како што пренесвит Ебу Хурейра радијаллаху таала. Што рече тој? Рече и јас знам, рече многу хадиси од пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Но она што ме спречвит мене да зборувам толку многу за пратеникот салаллаху алейхи ве селем е она што се плашам да не грешам. И да ставам некој збор што пратеникот салаллаху алейхи ве селем не го рекол. И не го кажувал тој збор, па потоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем што рече? Мен кадеба алейје мутааммиден фалјетебауа мақ'адаху минен нар. Оној што лажит за мене, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, намерно, тој знает и лажит. Пратеникот рекол, а не рекол. Нека го спремит своето место во оганот на џехенемот. Знам, тој се плаши да не грешит и го врзеше со овој хадис. И не зборуваше. Асхаб на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, ние што правиме денеска? Малце знаеме еден хадис и тој не го знаеме точно. Пратеникот рекол, не ни застанувит устата од спомнување на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Тие се плашее. Затоа вие имам кажано јас во другите дерсови. Имам Малик, имам на Медина и други учењаци. Кога требаше да зборови за пратеникот салаллаху алейхи ве селем, бојата од лицето му се менвеше. Пожолтеше целиот од страв. Зашто знаеше товарот што е. Да збориш за пратеникот салаллаху алейхи ве селем, она што не е. Што не е вистина. Или пак не си за тоа сигурен. Зато вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем во друг хадис: кафа бил мар'i кадибан ан юхаддиса би кулли ма сами'a. Доволно е за човекот да му се пишит лага кај Аллах субхану ва таала да зборвит све што слуша. Што значи тоа? Што е све што слушат? Без да го провери тоа. Дали тоа е вистина или не е вистина. Не само пренесви. Го слушна вака, пренесви. Го слушна така, пренесви.
Вели доволно е да му се пиши за лага, само да пренеси све што слуша, без да го провери дали тоа нешто е вистина или пак не е вистина. Од хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем кои зборуваат за месхот и го потврдуваат месхот е хадисот од Мугира ибн Шу'ба радијаллаху та'ала каде што велит: бев со пратеникот салаллаху алейхи ве селем во на патување. Па пратеникот салаллаху алейхи ве селем отиде далеку, се скрил, па извршил своја нужда, па потоа дојде. Се врати пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Прво се скрил. За така беше од ахлакот муслиманот кога врши своја нужда треба да бега што подалеку ако е надвор, да не го гледат никој. Да се скриет, што повеќе да се скриет. Па потоа се врати, велит пратеникот салаллаху алейхи ве селем и велит му истури вода за да земат пратеникот салаллаху алейхи ве селем абдес. И потоа велит јас се наведнав да му ги соблечам местевите. Значи да му истам кожните чорапи. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем што рече? Остави ги бидејќи ги облеков во состојба на чистота. Значи зедов абдес сабајле, па потоа ги облеков чорапите и сега иако јас веќе земам нов абдес, немам потреба да ги истам овие, туку само земам месх над чорапите, над кожните чорапи. И ова е еден доказ дека местот е потврдуван од пратеникот салаллаху алейхи ве селем и овој хадис е муттефекун алейхи, што се согласуваат и Бухарија и Муслим. Добро, имаме друг хадис исто од Хузаифа ибн Јеман радијаллаху та'ала анху, каде што вели: бев со пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Па отиде пратеникот салаллаху алейхи ве селем во местото каде што го фрлаe џубрето. Луѓето во Медина го собрае џубрето во тоа место. Се знаеше местото каде се фрлит џубрето. Па го видов, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем извршил своја мала нужда, станат. Значи ова е дека учењаците го земат дека е дозволено човекот да врши своја нужда додека е станат. Но што треба? Треба да пазит, да се чуваат, да не му се прскат нешто од урината врз него, да го одберит местото. Да не е местото јако па да му се вратат после од урината, нешто капки или да се валкат со тоа, затоа што кажавме дека од големите гревови, што повеќе луѓето ќе се казнат во гроб, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем ова, што нема да се чуваат од нечистотијата, од урината посебно. И за ова Аллах субхану ва таала ќе ги казни во гробот. Потоа што велит? Потоа ми рече пратеникот салаллаху алейхи ве селем: доближи се. Дојди поблиску за да му истурит вода за да земит абдес. И потоа вели зеде пратеникот салаллаху алейхи ве селем кога заврши со абдесот целосно, што направи? Зеде месх над местеви. Зеде месх над местеви, не ги истај пак чорапите или пак кожните чорапи. Ова е вториот хадис. И хадиси имаат многу што го потврдуваат месхот над чорапите. Но учењаците кој хадис го бендисаат повеќе за месхот над чорапите? Кој хадис? Хадисот од Џерир ибн Абдиллах ел-Беџели. Овој хадис го бендисаат учењаците повеќе за месхот над чорапите. Зашто овој хадис го реши дилемата. Дали месхот беше пред да му се објави на пратеникот салаллаху алейхи ве селем ајетот од сура Маида за абдесот или пак потоа. Зашто некој од табините мислее дека месхот беше пред да му се објави на пратеникот салаллаху алейхи ве селем ајетот од сура Маида. Оно што го читавме погоре, овие што верувате кога се дигнувате за да земите, за да клањате намаз, измите ги вашите лица и така натаму. Некој мисли дека месхот беше пред овој ајет. Па потоа кога се спушти овој ајет, месхот заврши. Затоа овој хадис од Џерир ибн Абдиллах, што го пренесвит имам Муслим и другите, од Хеммам ибн Мунеббих. Хеммам ибн Мунеббих, еден од табините, што велит, го видов на Џерир ибн Абдиллах извршил своја нужда. Па потоа побарал вода за да зема абдес. Па земал месх
триел над чорапи. Па потоа стана и кланjал намаз. Па го прашале за тоа. За ова што го направи, дека зеде мес. Тој му одговори, така го имам видено на пратеникот салаллаху алейхи васелем. Па го праша еден од табиините што се викат Шахр ибн Хаушаб. Шахр ибн Хаушаб. Му рече, тоа не пиши тука. Зато верам, има некои работи што тука не се пократко се дадени. Ова е јас тоа го објаснувам. Велит, го праша Шахр ибн Хаушаб, еден од табиините, дали ова беше пред да му се објави на пратеникот салаллаху алейхи васелем ајетот на абдесот или потоа? Што рече Џерир ибн Абдилlah? Ова беше, велит, потоа, затоа што јас имам прифатено ислам од кога на пратеникот салаллаху алейхи васелем му се објави цела сура Маида, комплетно. Сура Маида е една од последните сури што му се објави на пратеникот салаллаху алейхи васелем. И со ова сура Аллах субхану тааля му даде заклучок на прописите на верата. И Шахр ибн Хаушаб, што значи дека има прифатено ислам после 10-та година по хиджретот. Затоа што последниот ајет на пратеникот салаллаху алейхи васелем, еден од последните ајети што му се објави во хаџетул вада, 10-та година по хиджретот. Аллах субхану тааля кој ајет го спуштил во Арафат? اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Денеска ви ја исполнав вашата вера и моите благодати над вас. И сум задоволен исламот да е вашата вера. Џерир ибн Абдилlah el-Bajali уште не беше муслиман. Се комплетира цела сура од Маиде, па потоа прифатил ислам. И зато овој хадис е заклучок дека пратеникот салаллаху алейхи васелем умрел, а тој триел над чорапи, над кожните чорапи. И месот е потврдуван од пратеникот салаллаху алейхи васелем. Зато велит Ибрахим ан-Нахаи, велит кана юъџибухум хаза ал-хадис. На учењаците овој хадис му се бендисаше, им се свиѓаше. Затоа што Џерир ибн Абдилlah од кој заврши цела сура Маида, заклучок на сите прописи, тој земал мес, што значи дека го видел на пратеникот салаллаху алейхи васелем и до крајот на смртта пратеникот салаллаху алейхи васелем триел на чорапи. И во ослободувањето на Мека пратеникот салаллаху алейхи васелем земал абдес, што го пренесет исто муслим, има муслим го пренесет хадисите, пратеникот салаллаху алейхи васелем кланjал намаз и кога земал абдес триел над местеви. Значи месот е потврдуван со Куран, со хадиси и со консензус на ахлу сунна вал джамаа. Што велит Имам Ахмед рахимахуллаху таала? Велит, ништо нема во моето срце во однос на месхот, бидејќи за него се пренесуваат 40 хадиси од пратеникот салаллаху алейхи васелем. Што значи ништо нема во моето срце? Што значи? Нема сомнеш. Во моето срце нема сомнеш за месхот дека е потврдуван од пратеникот салаллаху алейхи васелем. Хасан ал-Басри што рекол? Ми кажуваа, велит, 70 мина од асхабите на пејгамберот салаллаху алейхи васелем дека триел по местевите. Затоа брача, добро, што е подобро човекот? Да ги мијат нозете или пак да зема месе? Ова е прашање. Некои од учењаците прашуваат, сега што е подобро? Тоа е подобро според вас. Да ги мијат нозете или пак да зема месе? Добро, друг некој имат, се согласуваат сите учењаци, имат хилаф, имат недоразбирање во ова. Друг што мене? Другите велат подобро е да ги миеш, нозете. Според ајетот што е подобро? Не, учењаците велат пратеникот салаллаху алейхи васелем не се мачел. Она што е полесно за тебе во моментот, тоа е подобро. Ако е месхот е подобро да земиш месх. Ако ти е полесно да ги миеш нозете во тој момент,
тогаш е подобро да ги миеш ноците во тој момент. Зато пратеникот салаллаху алейхи ве селем го одбереше сегогаш најлесното, како што велит Аиша радијаллаху таала анха, се додека не беше грев тоа. Ако беше грев, велит, бегаше што подалеку од гревот. Ние треба да го одбериме што е полесно кога не е грев. Ако е грев, треба да се оддалечиме, како што кажавме дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем се чуваше од она, ако беше грев, беше што подалеку се оддалечеше од тоа нешто. А спротивно ние секогаш го одбериме она што е најлесно, зашто Аллах субхану ва таала така се сака. И пратеникот салаллаху алейхи ве селем што велит? Јессиру ва ла туассиру. Велите, олеснете. Немојте да им тежните на луѓето. Олеснете го. Добро, овој хадис многу лошо го сватен некој. Олеснете и тие мисли дека олеснете го она што тебе ти од пострасти. Не. Олесни го толку колку што пратеникот и Аллах субхану ва таала го имаат олеснато, не повеќе. Не ти е дозволено тебе да ставиш нешто леснина, она што не е леснина во верата. Зашто Аллах субхану ва таала имаат, како што рековме, имаат комплетирано ова вера.